Добро го почнавме денов со туризмот, да го завршиме добро со туризмот. Уште еден амандман за туризам, уште еден факт дека имаме премногу работа во туризмот и мора да започнеме уште веднаш без одложување. Замислата беше туристичката инспекција да действува како самостојна институција со ингеренции и организациона поставеност по моделот на државниот пазарен инспекторат. Инспекторите кои ќе бидат дел од туристичката инспекција може да бидат превземени од оваа институција. Се дискутирало по ова прашање многу пати наназад, зошто не е решен проблемов, не ми е јасно воопшто. Туристичките работници често пати бараат засилени инспекции на терен, особено во летниот период. Токму затоа потребно е да се прифати овој амандман, затоа што не смеете да дозволите нудење на неквалитетни услуги со што се руши имиџот на државата и постои нелојална конкуренција на постоечките професионални агенции. Туристичката инспекција постои насекаде во Европа, а ние сме и единствената земја која нема туристичка инспекција за да се регулираат правата на туристите и тие да се чувствуваат побезбедно. Освен контрола на туристичките објекти, редовно треба да се контролираат и туристичките водичи кои водат организирани групи гости. Законот за туристичка дејност исто така треба квалитетно да се уреди, односно да се приспособи законската регулатива, а оваа инспекција би се грижела и за почитување на законот. Плаќањето такса затајува, а на локалните инспектори им се врзани рацете. Можат да интервенираат, но не и да казнуваат. Со еден збор, туристичката инспекција би требало да воведе ред во туризмот. Зошто не сакате ред во туризмот, мене навистина не ми е јасно. Мора да имаме контрола и врз уплатата на туристичките такси. Затоа во контрарепликата напоменав дека ние буквално гостите ги броиме од ракав, а потребно е само системско поврзување на МВР гранични премини сместувачки капацитети, уште еден повик за дигитализација на институциите што поскоро. Кому и зошто не му одговара да имаме јасни бројки и јасен промет, евиденција на сите делови во туризмот, нека судат граѓаните, јас навистина не знам што да кажам. Иако имаме најевтина туристичка такса во регионот и таа не се плаќа затоа што немаме туристичка инспекција и сме последни на Балканот на овој план, што покажува дека нешто навистина не е во ред. Мора еднаш да се соочиме со фактите, да ги кажеме гласно и да почнеме да ги решаваме проблемите. Мора конечно максимално сериозно да сватиме дека туризмот ни е исклучително моќна алатка за развој на државата. Проблем се непријавените објекти кои нудат сместување и дивите водичи кои организираат тури низ Македонија и одземаат голем дел од профитот на легалните водичи. Токму затоа мора да направиме секакви обиди за намалување на сивата економија во туризмот. Има легла за жал како што прочитав за кои никогаш не е платена туристичка такса. Без туристичка инспекција не би можеле да го спроведуваме законот на доброволна база. Нашата замисла е туристичката инспекција да превземе се, а да действува во соработка со општините. И секако да нема казнување, туку едукација. Прва и основна работа е дисциплината на луѓето кои издаваат, а за да бидат дисциплинирани потребна им е едукација низ која ќе сватат дека тоа што законот им го наметнува е за доброто на Македонија. Еве, почитувани, гледате колку многу е потребно за туризмот да заживее. Не е проблем само пандемијата, со ваков игнорантски однос како досега, не само што стагниравме во туризмот, туку се враќаме многу години наназад, затоа што сите останати заминаа многу понапред од нас. Ви благодарам. Доколку никој повеќе не бара збор, амандман